Драги гледачи, добре дојдовте во спорт и околу спортот. Јас сум Лидија Зорба и актуелно смрзнувам во салата на основното училиште Песталоци во Скопје, каде што активно тренираат членовите на единствената професионална боксерска федерација во Македонија. Меѓу нив се и нашите најпознати професионалци со кои што ќе имате можност да слушнете малку како разговараме, ќе имате можност да ги видите како тие тренираат и да дознаете некои нови информации во врска со професионалниот бокс кај нас. Јас се надевам дека сите овие информации ќе ве мотивираат малку повеќе да подразмислите за боксот, да размислите за тоа колку навистина овој спорт кај нас дава одлични резултати, имајќи предвид во колку тешки услови работат сите овие момчиња, но да почнеме со оние кои што неодамна постигна одлични резултати во рингот како професионалци. И еден од нашите најпознати боксери кој што се надпреварува веќе подолго време како професионалец, тоа е Тони Јаневски. Тој неодамна можевме да видиме како го победи Калојан Димов, бугаринот, во петата рунда. И еве го Тони до нас на неговиот редовен тренинг во салата во училиштето Песталоци. Тони, здраво, добар ден и добре дојде во Спорт и околу спортот. Фала на посетата во нашето училиште, гледате каде тренираме. Во школата Песталоци сме. Значи, ова е еден од редовните тренинзи, ми се чини еден од првите после новогодишните празници. Дали се одмори? Па, да, мислам се одморив. Така, тренинзите ги продолживме, иако овдека веќе втор тренинг после празниците, дека не сме застанати со тренинг, со тренажен процес. Имавме мала пауза само ради одморање на организмот после борбите, се продолживме со тренинг. Дали ти беше потребен така еден подолг одмор после онаа борба со Димов? Мислам, беше очигледно дека беше супериорен во однос на него, меѓутоа сепак човекот покажа сили да пружи отпор кој што беше соодветен и на она што ти го покажа како противник. Па да, се види и мала исцрпеност кај мене на кондиционен план. Последица од напорните тренинзи, малку проблеми со килограмите пред надпреварот, но така, завршив прекин во моја среќа. Да се одморив, после тоа имавме околу така една недела одмор, пауза. Не смееме да правиме поголеми паузи, затоа што не очекуваат други надпревари. Треба да задржиме формата, дури да формата да оди во нагорна линија. Јас не се сомневам, имајќи го предвид вашиот ентузијазам. Неодамна стана татко и ве честитки од мене. Дали можеби при новата во семејството на некој начин ти представува поттик или можеби мала бариера да продолжиш поинтензивно да се занимаваш со овој спорт? Па, ми представува голема мотивација за да продолжам поинтензивно. Така, воопшто не ми представува проблем никаков. Само едноставно ми дава големо расположение кога сум дома и кога ќе помислам на својата ќерка. Значи, керкичка. Сега тоа што се однесува до твојот приватен живот, ти си професионално вработен во Министерството за внатрешни работи, значи тоа е твоја професија, таму работиш секојдневно, а сепак имаш и една друга професија, значи ти си професионален боксер. Како успеваш да ускладиш две професии, значи професионален полицаец и професионален боксер? Да, мора да се заблагодарам и до Министерството за внатрешни работи, до единицата СЕБР, значи каде што јас работам во таа единица, имам голема помош, големо разбирање и од своите претпоставени, имам голема поддршка и до сега не ми представувало проблем работам.
Колку често тренираш за да можеш и понатаму да нижеш вакви успеси какви што беа досега? Значи, ова е еден од тренинзите. Дали секојдневно тренирате? Ова е еден термин во кој што, да речам, можеби и не е многу популарно да се тренира, ама дали секојдневно тренирате или пак имате само неколку тренинзи во текот на недела? Да, секојдневно тренираме, дури 2 пати дневно мислам тренираме, користам и времето кога сум на работа, затоа што во работам во специјална единица, нели, се тренира доста, се вежба, дури бокс се вежба. Така ми одговара и работата и тренингот, наоѓам време за да ги завршам и двете обврски. Морална сатисфакција од победата со Димов имаше и од сите други победи. Што е со материјалната? Дали си задоволен? Во боксот немаше пари, има ли сега малку повеќе? Па не, нема пари. За пари кај нас воопшто во спортот. Мислам дека таква е ситуацијата. Ние се трудиме, ќе продолжиме и понатака. Се надевам дека ќе се подобри таа страна, нели, финансиската. Едноставно овој труд сега секој би сакал да се исплати на Тоа е следно што те очекува како спортски боксерски предизвик. Па ќе видиме, не знам дали има разговори со аматерската асоциација, се вратам во февруар има европска првенство аматерско, представува исто квалификации за олимписки игри, па не знам, можеби ќе продолжиме да. Се сретнете со Мумин Вели? Па не сме иста категорија, ќе бидеме во иста репрезентација само. Така, да. На токму и на тоа мислев. Добро, Тони, јас ти благодарам што одвои време за нас, ти посакувам многу спортска среќа, многу здравје и да се видиме повторно со победа на некој следен боксерски меч. Благодарам што мислите и на нас спортистите, боксерите. Кој не би ако не новинарите. Така. Значи, тоа беше Тони Јаневски, нашиот боксер професионалец. Гледаме дел од нивниот тренинг и продолжуваме со уште еден професионалец. И уште еден од нашите професионалци се чини оној во моментот најуспешниот, Тони Насковски, човекот кој што во четвртата рунда го победи шпанецот Хозе Мартинес, 26 годишен, добар боксер, ама нели 4 рунди му беа доста. Тони, добар ден и добре дојде во спортот. Добро дојдовте. И еве сме ние во вашиот клуб, на вашиот тренинг, надпреварот заврши, титулата ја освои и сега си на вториот редовен тренинг после новогодишните празници. Дали сте во толку ригорозни, мислам, постојано Милес Милевски ми рече, дури ако сакате дојдите и пред божикните празници, има тренинг. Така, ние нон-стоп тренираме и пред Нова година и после Нова година, освен тие, нели, 4-5 дена после Нова година, каде што, нели, сите луѓе прославуваат Нова година и после нормално наставуваме со тренинзи да се подготвуваме за следниот надпревар. Вие со Тони Јаневски сте колеги, двајцата сте во полицијата, двајца професионални полицајци и двајца професионални боксери и исто така двајца успешни боксери. Предпоставувам дека не представуваат професионалните обврски пречка, туку поттик. Дали сум во право? Па така, меѓутоа, нели, кога се седи на две столици се знае како е, напорно е. Меѓутоа, ако се сака, за све си има, нели, време. Која столица би ја избрал кога би можел да бираш? Па професионалниот бокс, нели, пошто повеќе сум у таа струка, повеќе од 18 години и ако би имал можност, пример, да избирам меѓу двете, би одбрал да се занимавам со боксот, пошто е по-профитабилен, нели, во западните земји, така да кажам. Дали овде, како се чувствуваш овде како професионален боксер, имаш ли сатисфакција од материјална страна, еве моралната ќе ја ставам настрана, знам дека е голема. Така, пред секај нас превладуваше желбата, нели, како и секој човек што работи, да го достигне максимумот, нели, во својата професија, така и ние за тоа мечтаевме, меѓутоа ако дојде време, нели, да се освојат шампионски титули, појаси, редно е, нели, после тоа да се гледа и материјалната страна, затоа што многу напорно се тренира, многу труд се вложува, од многу нешта се отстапува за на крајот, нели, за да дојдеш до посакуваната победа. Јас имам впечаток дека не ти беше многу тешко во случајот со Мартинес да дојдеш до победа, но не толку благодарение на сила, туку на тактика и стратегија. Колку всушност во твојата борба е процентуално е сила, колку е
тактика и стратегија? Вака пак ќе кажам, јас сум боксер кој што боксува повеќе од 18 години, нели како аматер, така и професионалец. Во мојот живот никогаш се немам допингувано и немам земано средства и затоа мојот стил се наметнува така да во првите 3-4 рунди, нели да ги издржиш налетите на противникот, за потоа со собствената сила, нели да се справиш, со природната, така да кажам. Значи 6 до 7 рунди да издржиш максимум. Првите 3 рунди мораш да те тактизираш и пред се моја посилна страна е, нели, психолошката подготовка, односно тактиката да му одземам силата на противникот и потоа да го совладам. Меѓутоа тоа зависи, нели, од многу работи. Има некојаш кога некој противник одедаш, нели, навалува како шпанецот и така да мораше да се преземат мерки уште во почетните рунди. Добро, ги видовме ефектите од преземените мерки во четвртата рунда и немаше потреба од повеќе мерки, но кој бил твојот досега најсериозен противник кој најмногу те ставил во мисла или си имал најмногу маки за да го совладаш? Па вака сум имал доста квалитетни боксери, тука би напомнил трократниот светски, трократен европски шампион во аматерска конкуренција бугаринот Серафим Тодоров и носителот на 2 шампионски појаси грузиецот Кова Гоголадзе. Тие ми се така поквалитетни мечеви, односно со доста јаки противници, каде што, нели, нијанси одлучувале за победникот. Дали би можел да ни кажеш дали постои некој конкретен меч или надпревар за кој што се во континуитет подготовки, дали знаеш кога и што наскоро те очекува како боксерски настан? Па за тоа нешто повеќе можете да го прашате тренерот Миле Смилевски, тој е околу тие работи, тој доаѓа ни кажува пример на тренинг дека за 3 до 4 или до 5 месеци ќе има надпревар со тој противник и ние тогаш подготвуваме посериозно да се подготвуваме. Што не значи дека секојдневно не тренираме, меѓутоа не тренираме со тој интензитет колку што би тренирале за да се спремаме за еден надпревар. И уште едно само прашање пред крај, Миле, ветувам подоцна ќе го распрашаме и тоа убаво за се што ќе следува како боксерски настан во Македонија надвор од неа, но ти им стана некаков, би можела да кажам, идол на сите млади момчиња, особено на оние кои што ги љубат боречките спортови, особено боксот. Почна многу рано да се надпреваруваш, почна многу рано да тренираш бокс. Дали од денешна временска дистанца кога би се вратил назад, дали пак би тренирал бокс, дали тоа би им го советувал на младите? Секој спорт за мене е добар, меѓутоа пак ќе кажам дека прва љубов за мене како спортист, нели, успешен ми беше фудбалот. Во далечната 1986 година отидов на тренинг во фудбалскиот клуб Вардар, бидејќи немајќи во можност да се плаќа, се плаќаше членарина и не може да одам на фудбал, така да се одлучив на боксот и боксот е, пред себе кажал, благородна вештина, значи умешност и знаење, некако многу ми што ќе кажат дека е тоа, мислам, како да кажам, спорт, некој насилен спорт. Така како и секој спорт, така и боксот си има своји добри и лоши страни. Тони, јас ти благодарам на разговорот, многу спортска среќа, многу здравје, да се видиме пак. Благодарам и на вас. И сме со еден од боксерите кој што никако не ни дозволува да гледаме бокс, тоа е Сашо Трајковски, кој што повторно во првата рунда го нокаутираше бугаринот Ѓорги Христов и ова, нели, не му е сефте да почне и заврши една рунда со нокаут. Сашо, здраво. Здраво и на вас. И овака, имавме проблем Сашо да дојде да зборува, не е зборлест, ама јас се надевам дека ќе каже нешто повеќе за спорт и околу спортот и за вас, драги гледачи. Прво, Сашо, бидејќи многу малку навистина знам за тебе како боксер, освен што можам многу кратко да те гледам на рингот, кога всушност и како ти се сретна со боксот? Вака, јас сум роден 1982 година. Од бокс се занимавам од мојата 14-15 година. Као дете почнав да тренирам. Каде почна прв? Кој беше првиот тренер? Мојот прв тренер беше Миле Смилевски. Почнав рекреативно да тренирам. Моето долго тренирање така ме натера да бидам активен. Го засакав боксот. Е многу добар спорт. Иако многу луѓе вика дека е ризичен спорт, е на 7-то место рангиран као за ризичен спорт, има и други ризични спортови.
Јас би рекла навистина со тебе ризик, иако не голем, се завршува за многу кратко време. Ова повтор пат со нокаутот во првата рунда предизвика разни коментари, дури и негодување кај љубителите на боксот кои очекуваат да видат еден меч, да видат малку вистинско боксување. Дали ти навистина на некој начин, ете да кажам, спонтано доаѓаш во ситуација да ги нокаутираш затоа што така ти легнале на ракавица или на рака, или едноставно се работи за лоша среќа па имаш противници кои толку можат да издржат? Да, вака да бидеме скромни, не треба никој спорт да се потценува. Све е спортска среќа. Секој на еден начин тренираме добро, здраво, слушаме тренерот и се гледат успесите на ринг. Дали планираш нешто наскоро? Да не преюдицирам следен нокаут. Да, се има Европско првенство во Пула, квалификации за Олимпијадата, почнуваат од 18 февруар до 5 март, па се надевам, ќе работиме напорно да освоиме бараш за Олимпијадата во Атина. Сите твои љубители, обожаватели, за сите оние кои навиваат за тебе, што прави Сашо во слободно време? Каде излегува? Има ли девојка? Да, имам девојка. Имам подолго време девојка, сум со незе. Што да кажа, не знам ја. Значи, добро, тие нема зборови. Каде излегувате? Со кого се дружите? Вака, имам другари од мало. Не излегувам навечер покасно. Го водам спортскиот живот. Што е нормално и така. Значи, строго спортски живот. Сашо, ти благодарам што ни овозможи неколку минути да поразговараме со тебе. И тебе ти посакувам спортска среќа, многу здравје, редовни тренинзи, па нели заедно со твоите колеги од клубот да ги славиш сите победи понатаму. Благодарам. Можам да им препорачам на сите млади да тренираат било кој спорт, не мора боксот, секој спорт, само со спортот може напред да се оди. Со нас е Борис Мутков, уште еден од професионалците кои што победија. Овој пат беше победен шпанец од Гомес. Борис, здраво, добре дојде во Спорт и околу спортот. Здраво, добро е најде. Борис, не сме се сретнале до сега, барем не во оваа емисија, и јас како новинар не сум се сретнала со тебе. Ме интересира колку години имаш и како се сретна прв пат со боксот? Па вака, имам 24 години. Со боксот се сретнав, појдовме со неколку мои другари да тренираме, тогаш во Арема Савата, во дом на Арема. И го засакав ко спорт. Тренерот така ми влезе некако под кожа, како да кажам, не тренираше добро. И решив да идам понатаму, дури да дојам и до професионалци, како што кажавте. Дали беше тоа така спонтано доаѓање до професионалци или тоа ти беше баш цел, баш сакаше да го постигнеш тоа? Спонтано не беше, почнав спонтано, реков со другари, повеќе се откажа, ја останав и понатаму, спонтано не може да професионалци да се дојде, треба многу спремање и тренирање. Решив да доаѓав до така повеќе, доста време доаѓав и решив да искочам и на ринг. Не знаев дали во аматери или во професионалци, но тренерот рече директно во професионалци, он така мислеше и добро и мислел, гледате првиот меч го добив со победа и решив и понатаму да тренирам и да идеме понатаму. Дали тоа беше за тебе лесна или тешка победа? Секоја победа е лесна на крајот, но дори да дојдеш до победата ми беше тешко, можам да кажам, како и дека прв меч ми е, имав трема, противникот исто не беше слаб почетник, има доста искуство во аматерија, има доста мечови и не ми беше лесна, но со тренинг се дојде до победата, можам да кажам. Следни надпревари, што е она што те очекува? Дали се подготвуваш за некој конкретен меч, конкретен надпревар или тренираш додека дознаеш што треба да се случи? Па еве како што гледате у салата, сум уште од сега се спремаме, не само ја сите и останатите боксери. Следен меч ќе биде во март, мислам на крај или април, така нешто. И се спремаме, па противникот се уште не го знаеме, но кој да биде, чим ќе излеземе во рингот, идеме да победиме
еден мора да победи, па ќе видиме се со добро спремање, мислам ќе дојдеме до победа и втора победа. Дали имаш планови во однос на професионалниот бокс? Еве ти си млад, ова беше прв професионален боксерски меч. Како ти се биде? Мислиш ли дека е тоа навистина за тебе и дали ќе продолжиш со ист интензитет? Па ја ќе продолжам да тренирам редовно. Све зависи не само од мене, него зависи и од спонзорите и од финансиите. Еве се имаме и добра понуда за отие најголеми, што можем да кажем, светски професионални лиги, верзии да влеземе. Но ќе видиме све до спонзорите, до финансиите, а што е до нас, се знае дека ќе тренираме и ќе идеме понатаму. Правиш ли нешто друго освен редовните тренинзи за бокс? Многу работи правам, но сега најбитно ми е тренингот, боксот, дека боксот е тежок спорт и мора да бидеш спремен. Ако не се спремам, не можеш ни да боксуваш, можам да кажем. Има комплетен приоритет во твојот живот. Да. Јас ти благодарам што поразговара со нас и ти посакувам многу спортска среќа, здравје и многу успех. Фала, благодарам. А сега до нас е еден млад боксер, аматер, Никола Ангеловски, момче за кое што се очекува дека наскоро ќе покаже резултати и дека можеби еден убав ден ќе стане професионалец. Никола, здраво! Здраво. Како стигна ти во боксерска сала и како ти изгледа од се тренира со толку многу, да речам, познати боксерски имиња кај нас и плюс професионалци? Па ми беше желба да тренирам бокс и решив да тренирам, се запишав и почнав да тренирам. Имаше пречки од дома? Нема. Обично момчињата така малку ги лимитираат, па немој, тоа е опасно, страшно, можеш да се повредиш. Нема се пречка дома. Имаше поддршка? Имав, да. Добро. Кој беше поддржувачот? Сигурно татко ти. Да. Па добро. Како ти изгледа овде на тренинзите? Тренираш, ми се чини, рамо до рамо со професионалците. Дали е тоа за тебе премногу тешко и дали можеби мечтаеш еден ден и ти да станеш професионалец? Па не е многу тешко, али добро е. Сакам да станам професионалец. Па ќе видиме сега. Нема да се откажам ја, ќе идам до крај. Значи, што е следно што те очекува како спортски боксерски настан? Се подготвуваш ли за нешто? Па се подготвувам за бокс вака сега. Кога имам надпревар, ќе се подготвувам сигурно. Не знаеш кога те очекува следниот? Па не, сега брзо не. Не знам. Значи, редовен си, тренираш, се надеваме наскоро ќе те видиме во рингот како аматер, добар аматер, а потоа и како професионалец. Нели, ако е тоа твоја желба, тоа се моите надежи дека навистина еден ден ќе те видиме како професионалец во рингот. Да. Јас ти посакувам исто така. Среќа и здравје, па да се видиме. Фала вам. Тоа беа боксерите со кои што малку поразговаравме околу професионалниот, а на крајот и аматерскиот бокс. И јас се враќам повторно на професионалниот бокс и овде се споменуваше сума од 1.000.000 марки или сега евра да кажам. Тоа е можеби една од големите фантазии или желби на сите овие момчиња еден ден навистина да имаат боксерски меч на кој ќе заработат $1.000.000 евра или што и да сакате. Меѓутоа настрана шегата, десно од мене е еден од луѓето, а можеби и главниот човек кој што е најмногу заслужен за она што го постигнаа нашите момчиња. Би рекла еден навистина голем успех, солидни резултати, а тоа е, се разбира, нивниот тренер господинот Миле Смилевски. Миле, добар ден и добре дојде во Спорт и околу спортот. Добар ден, добре недел. Нема да ми се бележи што се пошегував. Не, никако. Ето така. Ти си боксерски тренер долги години. Момчињата за тебе зборуваат со воодушевување и те посочуваат како човекот заради кој можеби не дошле, ама останале во боксот. Што би рекол ти на тоа? Па и јас би рекол дека е така. Работиме заедно, сите, мислам, нормално. Тоа е еден тим, имам и други
уште двајца тренери со мене. Тоа се Павловски Љупчо и Димко Вангел. Па секогаш една работа која ќе работи човек мора да ја работи професионално за да има успех, нели? Тоа. Ти си професионален тренер и правиш професионални боксери. Како и по што препознаваш дали едно момче е за боксер, особено за професионален боксер или не е? Па вака, пред се нормално е дека нешто треба да има природен талент, али не е све во талентот. Талентот во професионалниот бокс е негде 10%, 90% работа. Самата волја на боксерот, колку сака да биде боксер и колку сака да биде добар боксер, колку ќе научи, колку ќе работи, колку ќе истренира, тоа е ипак професионална работа, поединечно, индивидуално, зависи од самиот себе, нормално и од тренерите. Јас мислам дека тренерот е многу битен фактор, барем во почетокот за мотивација. Во боксот познато е дека нема многу пари, и ако ние се шегуваме со $1.000.000, сепак момчињата се мотивирани. Што е тоа што вие како тренер може да го издвоите што ги мотивира? Дали е можеби желбата да се на некој начин покажат како мажествени, можеби желбата да учествуваат во еден спорт кој што не е така чест кај нас. Што е она што вие би го издвоиле? Па вака, јас мислам дека сепак е тоа победата. Например, секој такмичар во секој спорт, во секој вид на спорт сака да победи. Поготово во боксот, секоја победа носи мислам ново запишување, нови членови во боксерските клубови наши и самата сатисфакција е победа, така мислам таков е осетот поготово во професионалниот бокс, професионализам, знаете како е, може да настане некоја потешка повреда ако не се тренира, затоа и толку упорно тренираме, се такмичиме и засега тоа не успела добро. Имаме балканска титула, имаме интерконтинентална светска титула, а сега и имаме нови боксери што ќе учествуваат. Тони Јаневски сега следниот меч треба за балканска титула да боксира, доека нашиот тешка Сашо Трајковски, исто така и Тони Јаневски се кандидати за Европско и за Олимпијада, бидејќи до 5 меча професионални имаат право да учествуваат. Па ќе видиме понатака како ќе биде, сега се припремаме. Значи подготовки за Олимпијада. Дали нешто специјално е за пласман, токму така, што добро е што ме поправивте, но дали има некаков посебен режим или измени во начинот на тренингот, токму за да се изборите за пласман за Олимпијадата? Па нормално дека има. Видите, мислам, друго е професионален бокс, друго е аматерски бокс, но сепак јас мислам дека ќе успееме со една добра работа и тоа исто зависи од нашиот аматерски сојуз, доколку ги прифати овие двајца, мислам, наши боксери, Тони Јаневски и Сашо Трајевски, бидејќи во Македонија сепак се, мислам, најдобри. Може да се случи да не ги прифати? Па, кај нас све беше можно до сега во аматерскиот бокс и затоа, мислам, ние од една причина, бидејќи не беа замени Тони Јаневски и Тони Насковски на светско првенство во Маđарска, ние, мислам, го напуштивме аматерскиот сојуз и поминавме во професионалци и бележиме доста големи успеси во професионализмот, така да сега, доколку они сакаат, мислам да има за Македонија да се донесе еден пласман за Олимпијада или еден медал на Европско, би требало да прифатат. Јас се надевам дека ќе има разум и доблест да го прифатат тоа. И се зборува дека постојат шанси за да се случи нешто многу убаво. Миле, за што станува збор? Па вака, со одбраната на интерконтиненталната светска титула, поточно и со добивањето појас на светската титула интерконтинентална, ние стекнавме право да влезени сме во 4 асоцијации, најбогати асоцијации во светот. Сега само треба да се најде некој спонзор кој што треба, мислам, нормално котизација да се плати и тогаш секој меч, она што рековме на почетокот, шала може да биде вистина, испод 500.000 евра нема да биде меч.
во тие најбогати асоциации, тоа се ВБО, ВБА и IBF. Се надеваме дека и од Македонија има такви луѓе, што би можеле, мислам, да ни овозможат, а и тоа ствари треба да се најде еден менаџер кој што може тие трошки од почеток да ги подноси, а после со договор нормално, мислам, да одиме понатака заедно. Дај Боже да биде така. Но, еве, можам слободно да речам дека полека смрзнувам, додека го снимаме се во ова. Салата навистина е многу студена. Дали, освен можеби температурата во салата, има и уште некои фактори кои што би можели тоа како да се подобрат, за да можеме барем со некоја голема веројатност да очекуваме дека ќе се пласираме за Олимпијадата, барем овие боксери кои што вие ги тренирате. Вака, до сега сите успеси што сме ги имале, сме тренирале надвор и во разни сали во Скопје. Од секое училиште до секое сме биле преместувани ради финансии, што не сме имале сала да платиме. И така и сега, оваа сала, мислам ипак дека е добра, едино сега зимно време, нели, нема грејење, така, иначе една благодарност до директорката на школото што ни овозможи да тренираме. Благодарни сте и за студена сала. Навигнати сме во вакви услови. Мислам дека ќе продолжиме и понатака да бележиме успеси, па сега време и Агенцијата за млади и спорт малце и они да размислат на кого ги доделуваат, мислам, сите тие званично месечни стипендии годишни и така. Еве ние Тони Насковски например бил и првак на Југославија, не добил стипендија, иако сите други добивале. Балкански првак не добил, се интерконтинентален не добил, еве како и другиве сега мислам што не се наши професионалци. Па можда и ова ќе биде една така да кажам. Ќе не слушнат, се надевам, би требало барем да ги следат спортските емисии. Барем една сала да ни дадат неопходни услови за да можеме да се припремиме. Јас ви посакувам подобри услови, значи ако ништо друго барем потопла сала за понатамошните подготовки. Ви имате и ринг, ќе проследиме ние понатаму малку како изгледа тренинг во ринг, освен овој што е надвор од рингот. Миле, многу среќа, многу тренерски, спортски успеси и да се видиме со нови победи. Ви благодарам исто и вас. И со мене се Љупчо Павловски и Вангел Димков, двајцата помошници тренери, значи луѓето кои што заедно со тренерот Миле Смилевски работат со сите овие боксери кои што можете да ги видите помеѓу нашите два разговори. Па еве да ги прашаме дали е тешко да се работи со Миле. Не е тешко, со Миле е многу лесно да се работи, затоа што доста добро го познава овој спорт и добро ги спрема боксерите. Кога ќе каже нешто дека така ќе биде, сварно така е. Има волја за работа, мислам ние заедно со него исто имаме доста волја за работа, пошто он има, така да не е тешко воопшто да се работи. Уживање е право се работи со Миле. Така, јас ви завидувам навистина што работите со таков стручњак, но дали е пак проблем да се работи со момчињата? Ми се чини дека тие се многу дисциплинирани и дека многу убаво ви оди. Момчињата се прекрасни, ние ги познаваме многу години, може да кажеме преку 20 години, така да како што растат се попаметни, покултурни, што можеме да им помогнеме да се запишат на висока, односно виша школа, на факултет за физичка култура, им помагаме и едноставно сакаме од нив да станат како што се одлични, можам да кажам, спортисти и да завршат факултет, односно висока школа. Значи ги мотивирате не само да бидат добри спортисти, и туку и да се занимаваат со наука. Дали има отпор, сте имале ли некој проблематичен? Од боксерите? Не. Да. Сите се доста добри, послушни мислам. Те има некој, како што рече Вангел, и запишани се на виша физкултура, на висока, така си учат, нема проблеми. Други што се у средна школа исто, мислам, еве и ние Миле тоа стално се интересирал за тие деца. Мислам, и се одеше и во училиште за да се провери. Сите се добри ученици, не се проблематични, учат, дисциплинирани се како на тренинг, така и во училиште. И на
Вие како тренер можете да ги следите, значи и како педагог на некој начин, дали овој спорт помага во тоа децата да се ориентираат кон еден здрав начин на живот? Апсолутно, овој спорт многу помага. Само погрешно е сватен од повеќе луѓе. Ние мислам дека ќе докажеме дека овие деца, сега што тренират, односно некои се веќе така и повозрастни, фамилиарни, ќе го докажат тоа и на ринг, на спортските надпревари и надвор од рингот. Тони Насковски, Јаневски се одличен пример за младите, ми се чини. Така да, одличен пример се за младите и доста сите нив ги следат и сакаат да видат исто кој нив. Јас ви благодарам што поразговаравте со нас, ви посакувам многу успех во вашата понатамошна работа. И ние многу